Кочанските југоносталгичари со обиколка низ Кочанските улици го одбележаа јубилејниот 80-ти роден ден на Југославија. Историското постоење на 29 ноември е дотолку важно што треба да биде пример на помладите генерации, а потсетник за придобивките од живењето во заедничката југословенска држава. Тоа е празник на празниците, најголем празник кој што ние како нивни потомци треба секогаш да го почитуваме, бидејќи темелите на оваа и денешна Македонија се базирани на темелите на Авној. Тоа е вистина која што за жал многу ја заборавија, а која што никогаш не треба да биде заборавена не само од нас, него и од нашите деца, внуци и правнуци. И по тој повод ние како Сдружение на граѓани сакајќи да одадеме почит на овој најзначаен ден на Југословенската федерација, да направиме круг со колите низ градот за и нашето граѓанство да види дека се уште има почитувачи на ликот и делото на Јосип Броз Тито и на ликот и делото на Југословенската федерација. Свечениот собир, дефилето со знамења и песни од југословенскиот период се со цел да се види дека се уште постојат почитувачи на некогашната држава, која иако сега ја нема е значајна и за македонската државност. Ако не беше Југославија, од кај ќе беше Македонија? Сега питање кај ќе беше таа? Дали дел у Бугарија, дали дел у Грција, дали дел на трето место, у Албанија и така натаму. Ако не е бил Јосип Броз Тито. Југославија е темелот на македонската држава, бидејќи тогаш таа македонска народност, нација, народ беше признаена како рамноправна во рамките на таа Југословенска федерација. И тоа не треба да се заборави никогаш. Кочанските титовисти се единствени на ставот дека не треба да се дозволи злоупотреба и извртување на историските факти против идејата за македонска државност, чие постоење е потврдено пред 80 години.